Добре дојдовте во Halkbank Startup Garage подкастот. Зошто Гараж? Гараж поради тоа што многу бизнис идеи се родиле токму во гаража. И затоа ние сме денес во мојата гаража, за да може да продискутираме на неколку теми со младите предприемачи и да можат да ни раскажат неколку успешни приказни, неколку и неуспешни приказни можеби, се со цел да ги инспирираме младите да направат некаков чекор и да преземат нешто околу нивните идеи, да конечно да ги реализираат, а не да ги оставаат таму некаде во фиока. Мојот денешен гостин е Јосиф Дамјанов, основач на FitKit и на Coach Foods. Така е. Добре дојде, Јосиф. Ти Добро благодарам ме многу што ја прифати поканата да бидеш дел од овој подкаст и да се подружиме малку тука во мојата гаража. Да, убава ти е гаражава. И фала ти што за дека ме оквалификува како млад предприемач. Па си. Не, да, не сум толку млад, ама да, супер. Види, генерално во стартап светов, знаеш, очекуваме дека ако е некој стартап дека е млад, затоа што некако така е. А нема врска, мислам, може да има некои 50 години. Апсолутно. Па и 60 години, ако тогаш мене ми дојде идејата и јас сум решила да ја реализирам, кој ќе ме спречи? Да, и има такви, мислам, луѓе, можеби не кај нас во Македонија толку, али има во странство и генерално е супер спојка затоа што тие се луѓе кои што се уште вибрантни, се енергични, а носат и доста искуство. Да. Има многу млади кои што се храбри, има многу повозрасни кои што во текот на животот ја стекнуваат таа некоја храброст поради тоа што имаат повеќе искуство и повеќе знаење, но сепак треба не знаеме кога ќе дојде таа храброст, но треба некој да ја поттикне. Абсолютно. Треба некој да ни каже 2-3 збора за да не охрабри и да направиме нешто околу тоа. Се сложувам. Кажи ми нешто за тебе. Кажи ми како ти дојде идејата за FitKit. Како почна твојата приказна, општо? Кога ти текна да се занимаваш со предприемништво? Види, со предприемништво решив дека ќе се занимавам некаде при крај на студиите, затоа што тогаш бев студент на ПМФ, така е, софтверски инженер сум по професија, без ден работно искуство на струката, али тогаш осетив дека имам некоја таква предприемачка жичка во себе и имав некоја бизнис идеја што никогаш не се оствари, ама ја пријавив на тогашниот на Машински факултет, имаше со професорот Владимир Поленакови као надпревар за бизнис идеи. И тоа беше единственото нешто што постоеше тогаш во Македонија. Практично тогаш се роди Групер од тој надпревар, да, со Нина Ангеловска и ја освоив таму некој, не знам, не се сеќавам, 4-то, 5-то, 6-то место. Имаше максимум 10 места и добив 1000 евра за да го почнам бизнисот. Нешто 1000 евра не можеш да киоск да почнеш, не па нешто повеќе, ама беше огромен доказ дека окей, имам нешто во себе. Да, веројатно е доволно да те упогони. Да. Али баш у тој период се случија, мислам, ја тогаш имав доста вишок на килограми. Дополнително се случија, стигна лоши вести за здравјето на татко ми и некако тоа ме втурна во тие води на здрав живот, исхрана, велнес, фитнес. Почнав да се интересирам многу, да пребарувам, сакајќи да помогнам дома. И фала му на Бога помогнав, али подоцна тоа прерасна некако у пасија и за таа индустрија и предприемништвото продолжив да работам како советник за исхрана, подоцна почнав влог, па несвесно создадов свој личен бренд кој што го преточив во линија на продукти. Имаш и своја рубрика. Имав и своја рубрика и подкаст на тие теми. И така практично почна и Coach Foods, кој што продаваме, да кажам, здрава кондиторија, протеински барови, намази и слично. И така јас не го започнав FitKit. Тоа е чисто да појаснам. Ангелина беше основачот на FitKit. Ангелина Блажевска. Така е. И јас се придружив некаде 3-4 месеци подоцна.
во Фиткит и еве денеска е исто компанија која што веќе е регионален играч. И генерално, се почна од тај да се пробам и еве, до ден денеска се пробувам и функционираат работите, затоа што, постои тоа, пошто многу кратко мора да трае тој пробен период, бидејќи, некогаш луѓе ако залутаат премногу во филозофијата да им е ај да пробам и на првата препрека да речат окей, изгледа не пробава ќе биде неуспешна, се откажуваат, али тука е, Да, па добро, тоа е многу интересно кај претприемништвото општо, мислам што има некои ти велат дека никогаш не треба да се откажеш од својата визија, а од друга страна другите велат треба да знаеш кога треба да се откажеш. Која е средината? Како да знам јас кога треба да се откажам, кога некој ми вели дека, мислам, тоа е некако многу контрадикторно. Некои ми велат дека треба да одам напред, само напред, а други ми велат дека треба да го осетам моментот кога треба да се откажам. Види, тоа се зависи од контекстот, и животните околности пред се, затоа што, да водиш бизнис е многу тешко. Мислам да не сакам да не звучам сега, театрално и дека, да дадам песимистички некаков став, апсолутно не. Но, треба да биде човек спремен дека има многу предизвици, затоа што почетоците кога е се ентузијастични, кога летаат пеперутките е супер, но не треба да се изгубат некаде по пат. И кога човек треба да се откаже, по мене не би требало да се откаже од визијата, ако вистински гори за нејзе, затоа што ако вистински гориш, нема да се откажеш. Да. Можеби ќе се откажеш од начинот на кој што ќе стигнеш до таа крајна цел и визија. Да, ќе го смениш бидејќи токму тука, ако не е тешко и ако не знаеш да навигираш и да се адаптираш, тогаш не знаеш и ништо за креативност. Ако предприемач мора да си креативен и кога има притисок, тогаш се раѓа креативност. Така да, ја не би рекол да знаеш кога да се откажеш од идејата или од визијата, туку да знаеш кога да се откажеш од бизнис моделот, од пристапот можеби на системот, затоа што секој бизнис има одреден бизнис модел, има систем на кој што функционира, на кој што го продаваш производот, услугата, на кој што го комуницираш со твоите потрошувачи потенцијални и технологијата што ја користиш, ако е тоа дигитален продукт. Така да, повеќе јас би рекол да знаеш кога да се откажеш од начинот, отколку да се откажеш од визијата, пошто ако се откажеш, значи дека никогаш не вистински си верувал. Тоа значи тука да веруваш. Тоа е вербата. Нешто што на The Founder Games се спомнуваше минатата сезона, беше нешто што баш Сања Митровска го зборуваше. Она нешто рече како сега не можам да ја цитирам баш, ама зборуваше нешто за тоа дека ако почнуваш нешто ново, за стартап е многу важно да биде нешто автентично, нешто да излезе од тебе вистински, за да можеш ти да не се трудиш да ги убедуваш луѓето. Едноставно ти да го сакаш тоа посекако и кога ќе излезеш на сцена, другите ќе ти веруваат веднаш и ќе ги убедиш без воопшто да се трудиш, да им влијаеш некако. Едноставно дека треба да е исконско, да живееш за тоа, така што мислам можам некако да го поврзам овој муабет со тоа, а и всушност ти така си почнал. Мислам, и твоите почетоци се неизбежни. Мислам, ти во тој момент си имал некаква визија и си имал некаква цел конкретна, од која што веројатно никогаш не би се откажал. Апсолутно, види, мојата крајна визија и тоа што, знаеш, затоа што мојот почеток и до ден денеска тоа што ме води да кажам и веројатно Сања мислела на цел поголема од тебе, затоа што знаеш целта
целта како не знам, која е мерлива, мора да постои во бизнис на кратки стази, ама многу е поважно да има некоја цел која што е поголема од тебе. Ја, не би рекол за среќа, ама едноставно такви биле животните од околности. Мојата цел е да придонесам на што повеќе луѓе да си го направат животот поквалитетен и да одложат болест и што помалку луѓе да го доживеат тоа што јас го доживував со својот татко, затоа што он имаше Алцхаймер, кој што тоа е одвратна болест и не би сакал луѓе да го доживуваат тоа, знаеш, и мојата цел е тоа. Знаеш, и затоа мојата цел се пресликува во сите овие бизниси. Тоа што јас го правев као влог, као подкаст, е начин како да допрам до луѓето. Тоа што го правам со Coach Foods е начин како да им помогнам на луѓето да заменат junk food со подобри опции. Фитките начин како да им помогнам на луѓето да бидат поактивни, знаеш, и тоа е мојата цел. И генерално, знаеш, сите тие day-to-day предизвици кои што се случуваат, некако, знаеш, се тивка галама. Не ми се толку, некојаш иде и многу тешко, затоа што реално секој бизнес има, стварно, мислам, не е лесно да се води, и особено кога ќе порасне, ама кога имаш нешто такво, веројатно ги убедуваш луѓето. Веројатно се гледа, знаеш, се гледа кога е вистински, се гледа кога е, знаеш, можеби не автентично. И да, ти имаш многу благородна цел. Тоа е зборот. Да, тоа е зборот. Благородна цел. И тоа мислам дека е многу добро да го слушнат младите, мислам, ова приказна, поради тоа што така и се стигнува до идеја, мислам, за бизнис, да речеме, ќе тргнам од нешто со кое што јас имам проблем, да речеме, нешто што сакам да го решам за себе, ќе тргнам од себе, но морам да размислам и дали тоа и на другите им треба, дали тоа решение можам да го понудам и на другите и дали можам да им помогнам на другите, како што си помагам себе си. Така. И стварно е многу благородно. Да, ти благодарам. Дали има некакво влијание, мислам, секако дека има влијание, сигурно сум во тоа, но дали има фидбек од корисниците? Види, фидбек во смисла е да супер го правиш тоа. Знаеш, мојата визија не ја знаат корисниците и потрошувачите. Затоа што, знаеш, едноставно тешко е да искомуницираш и купи го ова или направи го ова, затоа што мојот визија е за таков и таков свет. Малку е, знаеш, тоа е тоа е за кај инвеститори. Да, ама и кај нив е важно на крај на денот дај бројкиве да ги видиме, супер е тоа, ама дај да видиме ексели. Али, знаеш, мене ми е важно и на крај на денот еве која импактот кој што можеби ќе биде и мојата замисла како можеби тоа вистински ќе се види импактот е можеби после 10 години, 20 години од сега, затоа што една од целите му е да инвестирам и да донирам во истражувачки центри за Алцхаймер. И тоа е некако, знаеш, таму го гледам оној вистинскиот импакт. Ова е само повторно модел, начин на кој што ете, бизнисите ќе ме донесат до таму. А и повторно и самите бизниси креираат импакт, ама не би рекол дека корисниците за тоа се свесни. А каков импакт мислиш дека имаат стартапите врз целото општество? На кој начин влијаат? Види, влијаат затоа што прво носат убава енергија. Значи, кога ќе одиш ти во стартап заедница и екосистемот генерално стартапски е таков возбуден. Има надеж. Има надеж, е возбуден и исклучен од она, знаеш, секојдневие и од нели главните вести кои што ни се пласираат секојдневно. Си во некој посебен свет. Си живее во посебен свет. Види, и благодарение на тие луѓе кои што се живеат во посебен свет се креирале многу промени во овој свет. Да. Мислам, и е апсолутно доказ дека баш тие луѓе можат да направат стварно вистински
технолошки иновации и секакви иновации од секаков тип, и импактот кој што го прават е зголемена продуктивност, затоа што тие луѓе се луѓе кои што вработуваат луѓе, тие се луѓе кои што извезуваат и генерално, ако ги погледнеш во Македонија стартапите, голем дел од нив извезуваат. Да. Сакам да кажам, носат девизни приливи. Тоа се луѓе кои што носат убава енергија во општеството. Тоа се луѓе кои што се со прогресивни мисли, кои што благодарени, ја би бил многу среќен да има што повеќе и подкасти, што повеќе содржини со тие луѓе, пошто имаат што да кажат. Да. И прават вистинска промена во општеството, затоа што не само зборуваат. Има многу луѓе кои што зборуваат и треба ова не чини, ова ми смета и така натаму, ама или не прават ништо, или се иселуваат. Да. Што не ги судам. Тоа е избор. Ама ова се тие луѓе, помала група која што вистински нешто прави за тоа што му смета. Така, немаме добра економија, окей. Направи нешто. Направи, да. Да. Поттикни добра економија. Немаме доволно, не знам, иновации, немаме доволно решенија дигитални. Окей, направи нешто за тоа. Да. Така да, апсолутно се луѓе кои што се двигатели на промени. На позитивни промени. И, види, и како има, знаеш, и секогаш и тоа го гледам практично во изминатава година-две, дека како повеќе има бизниси, стартапи, знаеш, некако се креира моментум и доаѓа до критична точка кај што, знаеш, веќе станува заразно. Да. Што е супер. И еве последнава година баш не знам, Подим, тоа е еден настан во Словенија, кој што со голема традиција, кој што обединува стартапи и инвеститори. И практично има сесии, има пичинзи, имаш еден на еден состаноци со инвеститори. И генерално за Југоисточна Европа можеби е најголемиот стартап настан. И оваа година имаше рекордна бројка на стартап бизниси од Македонија. Колку? Од прилика. Помеѓу 15 и 17. Знаеш, што повторно е као мала бројка, ама од 230 кои што од прилика беа вкупно, затоа што нема процес на селекција, значи од 860 стигнаа до 200 и нешто. И се рачунај од тие 860 во тие 200 и нешто влегле 15-16 македонски стартапи, што е доволен показател дека има потенцијал и е доволен показател дека покажува дека се креира некаков моментум и тоа е супер. И станува заразно и се повеќе млади луѓе ќе се нафаќаат. Знаеш, пошто еден кој ќе успее од твое село, нели викаш па ова и зашо ја да не успеам, ајде да пробам. Да, па така е. Станува заразно и е супер. Мотивот е поголем исто така кога гледаш дека некој друг успева веќе. Мислам и ти нема да се откажеш по пат бидејќи гледаш дека некој успеал. Кај нас во држава имаме две идеални ситуации. Тоа е многу лошо лидерство, што 30 години не меле, и се вртиме тука па тука и фрустрира. И втора работа, имаме луѓе кои што веќе покажуваат дека може. Знаеш, и тоа се две идеални ситуации кај што ти ем си фрустриран, ем си инспириран. Да. И земи направи нешто. Тоа мора да постои тој дуализам. Мора. За да постоиме, онака мора тука да бидеме. И генерално кога излегуваш од оваа средина во која што, знаеш, е толку владее некоја несигурност. Имаш многу по-лоши услови за водење бизнис од многу други земји. Имаш многу помал пазар, знаеш, имаш многу сиромашен пазар и се тоа работи кои што ти ако успееш во такви услови да создадеш нешто, кога ќе излезеш надвор, веројатноста дека ќе реагираш многу по отпорно на проблеми е голема. Да, ќе бидеш поснаодлив. Апсолутно. Затоа што си имал трнлив пат до таму. Па да, знаеш, си успеал у средина која што е, знаеш, е тешка, коруптивна. И знаеш, сето тоа се многу, мислам, фактичката реална состојба е тешка,
мислам не е, нели има и потешко, да не звучам лошо, ама сакам да кажам дека за стартап бизнисите во Македонија и да си стартап во Словенија се небо и земја разликите. Да, но ние гледаме да направиме што можеме во овие околности тука. Да. Бидејќи овие околности ни се познати. Види, и познати и добри од друг аспект, а тоа е дека, знаеш, трошоците за водење на бизнис во Македонија се ниски. Ти кога си стартап, знаеш, плюс си сме такво поднебје кај што за дека си млад се уште може да ти помогне фамилија да живееш под ист покрив, да немаш трошоци за за живење големи, па знаеш, да не зимаш многу пари од бизнисот додека нема пари, пошто знаеш, има и плюс и минус. Да. И овие работи се плюс, затоа што така платите кои што ќе ги даваш се помали за разлика од странство и имаш поголема писта, што го викаат runway, за да преживееш со малку пари. А што значи за еден стартап да имаш пристап до кредит, например? Види, се зависи од човекот кој што го води стартапот. Супер е да имаш пристап до кредит, али добро е и да си и финансиски писмен. Затоа што ја од своја кожа знам што значи да си финансиски помалку писмен. Правиш грешки, не разбираш добро тек на пари, а парите се кислород у бизнис. Мислам, нели можеме ние визии чуда да се збориме колку сакаме, ама парите се кислород. Ако нема пари, немаш бизнис. Да. Крај. Така да кредит е традиционален начин на финансирање, ама е апсолутно, мислам, ако мене ме прашаш, мислам, користам. И мојот став е секогаш така, зошто да користиш кешфлоу од фирмата кога можеш да користиш туги пари. И ти е така, ќе станеш попродуктивен, ќе зголемиш продажбата, ќе го подобриш продуктот, ќе зголемиш профитабилноста и ќе се компензира со каматата која што ја добиваш од банка. Например, затоа што не секогаш, знаеш, пошто у стартап светот има возбуда кон инвеститори, кон венчур капитал, ама и тоа носи ризици, одговорности, знаеш, голем е притисокот, затоа што кога ќе влезеш еднаш во тој круг, рунда по рунда, знаеш, цело време имаш партнери нови у бизнисот, ти диши некој врат, бара од тебе репорти, знаеш, не е секогаш исто за секој бизнис. И тоа е мојот пристап. Мислам, ја моите бизниси сум ги водел bootstrap, значи тоа е со сопствени средства и со средства кои што ги продуцирал самиот бизнис, сум ги водел подоцна кога сум сакал малку поголем раст и развој со кредит од банка, и многу е подобро по мене подоцна да чукнеш на врата кај инвеститори. Затоа што тогаш бизнисот ти е многу повреден, веќе имаш proof of concept, така си докажал дека можеш, знаеш, продуцираш пари и друга е преговарачката моќ. Кој ќе седнеш а преговарачката моќ доаѓа и од самодовирбата, а самодовирбата доаѓа од тоа што си докажал на себе дека можеш. Самодовирбата е дека слушај, ја ако и да не инвестираш, ја ќе преживеам, терам понатаму, како што си терав до сега. Функционира, апсолутно. Ја у моментов сум во таа фаза кај што, знаеш, преговарам со инвеститори конкретно за FitKit, за многу побрз регионален развој и ширење, али си, знаеш, си релаксиран. Не си као морам до тој датум да го завршам ова пошто готово, гинам, ќе немам пари. Знаеш, пошто си ги зголемил трошоците од првата рунда, си вработил луѓе, многу побрзо се трошат тие пари, а ти треба нов дотур, затоа што не си го, знаеш, не ти се остварил планот дека за една година ќе имаш тулкав ревењу. 100% поголем или 50%, не бит. Така да се, знаеш, тоа се кредите и таму има, нели, и плюс и минус, ама јас до сега со моите бизниси така функционирам. А како мислиш дека ќе влијаат сега релативно новите стартап пакети на Halkbank врз целиот стартап екосистем? Види, па тоа е многу позитивна работа, затоа што генерално банките многу, нели, се општо познато дека се конзервативни,
вика нив е многу проста математика, дај ми бруто биланс, кажи што имаш да заложиш и тоа е тоа. Да. Проценка и збогом со здравје, толку е каматата, сакаш наикеш. И е конзервативен пристап, никогаш немало некој да даде некој пакет за стартапи, да може би банката да помогне со некакви средства, така да е апсолутно, мислам, јас сум позитивно изненаден и воодушевен дека Халк е прва која што се фрла во огинот да понуди нешто на Кој што стартапджи. вирува во младите. Види, на почетоците, пошто на стартапот не му треба €1.000.000. Така, тоа не е компанија, не знам, сериозна некоја нешто. Тоа не е стартап веќе. Му треба, на стартап му треба до €10.000. Значи, особено у прва година, за да направи некој прототип, нели, MVP, што го викаат, за да почне нешто. И да не размислува, и да му скратиш година дена од размислување за пари, можеби. Пошто, знаеш, стварно кој ќе, ако ти си со кешфлоу, мислам, ако немаш кешфлоу, ако дополнително на тоа и очекуваш од бизнисот да ти донеси некаква плата и си екзистенцијално под притисок, знаеш, тогаш најверојатно многу луѓе и посегнуваат по тоа, можеби е време да се откажа. Да се откажам. Знаеш, можеби е време само да истраеш. И можеби е време само за, знаеш, некоја мала инекција додека видиш први некакви резултати. Да. Спомнавме FitKit. Кои се вашите планови за FitKit понатаму? И види, FitKit е спомна регионално да се ширите. Да, мислам во Македонија веќе нели функционираме добро, поставени сме, тоа не значи дека не може да расте бизнисот. Апсолутно може и расте. Почнавме од пред една година во Грција, конкретно во Атина. И очекувам дека во следните 6 месеци ќе се појават и првите резултати. Зборувам пари, значи тоа се резултати. Ама веќе сте пробиени на пазарот. Во бизнис. Не сме, мислам, види, кај FitKit има две пробивања на пазарот. Едното е ти прво мора да дојдеш до провайдери на услуги, до теретани, студија, спа центри, нели така натаму. Да им кажеш, слушај, јас сум FitKit, ќе ви носам публика, ќе ви носам корисници, луѓе кои што ќе доаѓаат и ќе ви плаќаме за тоа. Прво, нив мора да им создадеш слика за FitKit и од која ќе имаш некаква минимална понуда да почнеш да продаваш. Така да викаш, окей, дечки, сега ние сме ова и ова, да одиш по фирми и слично, да зборуваш. Да. Така да, овој првиот дел со даватели на услуги со провайдери, го пробиваме и е веќе пробиен, да кажам, веќе сме фатиле некој ритам, моментум, сме ја научиле некако играта. Супер. Овој вториот дел ќе почнеме да го пробиваме од септември. Да. Така ни е планот. И затоа викам, за последниве 6 месеци очекувам и први резултати. Па може и Coach Foods ќе отпатува во Атина. Па види, апсолутно, знаеш, кога си етаблиран веќе во заедницата и имаш мрежа, зошто да не, апсолутно. Види, никогаш сум ја немал идејата за Coach Foods. Никогаш сум ја немал идејата за FitKit, ама никогаш не се ограничувам ни себе, ни бизнисите, до тука да стигнам и не. Као апсолутно сум слободумен и оставам, знаеш, да сакам да видам до кај ќе стигнам ако не се откажам. Што ќе се случи? Љубопитен сум да видам што е следно. Ова ако пробам да видам што тука има, знаеш. Тоа е многу важно. И мора важно. како предприемач генерално мора да го имаш тоа. Дај да пробам и ова да видам како е. Дали би сакал да им препорачаш нешто на младите предприемачи, иако им препорачуваш со целата оваа приказна твоја, нешто посебно вака на кое што можеби треба да внимаваат или некоја стратегија или некој совет како да поминат низ некои препреки или нешто слично? Ми текна смешка една сега, има, не знам дали го имаш гледано, српски еден дечко што интервјуира деца и вика, што би ми порачала на тој? Аха.
пица, вика. Значи ти пица би им порачал? Да, пица би им порачал. Види, би им препорачал да еве пред минута време го кажав тоа. Да бидат љубопитни, да проверуваат и да остават да видат што ќе се случи ако никогаш не се откажат. Затоа што, знаеш, се случуваат магични работи кога не се откажуваш и кога си љубопитен и си истражуваш и си бараш, и особено кога си млад, не мој млад, туку млад 23 години, знаеш, кога си после факултет, ризиците се многу помали, обврските се многу помали. Знаеш, не храниш семејство, немаш нели деца кои што едноставно треба време да инвестираш и таму и треба да одиш all in. Значи, затоа што и да си изгориш, имаш многу време да се да се вратиш назад. Искрено, мојата филозофија била дека до 30 години ќе одам all in. Значи, макар и знаеш, до бандаш и у финансиски, и у енергетски, у смисла да се даваш, да се преморуваш и секогаш се исплати. Нема, знаеш, не може резултати со чекај да видам, не се дава многу, не се вложува многу, да видам ако има нешто, тогаш ќе се давам. Не функционираат работите така. Мора да си all in и кога нема и да почне да се продуцира нешто. И особено ти пред 30 години појма немаш од ништо. Да. Реално. И јас ќе ти кажам, јас појма немам. Ама стварно, знаеш, тек после 30-тата, знаеш, као, окей, сега веќе знам нешто. Иако пред 30 мислев дека се знам. Обично, знаеш, што така изгледаат работите. Така да, до 30 години all in, по барем 12 сати работа. Знаеш, не може со помалку од тоа. И да ужива у процесот. И да биде љубопитен и да баш да уживаш у процесот. Со се што ти се случува. Пошто мора тоа. Еве, кога патуваш не знам, кога одиш на одмор, уживањето е многу големо додека стигнеш, така си цел excited дека патуваш и треба и тоа да биде и во бизнис. Тоа е дел од целото патување исто така. Да. Супер. Значи, бидете љубопитни и не предпоставувајте, туку пробувајте. Добро го срочи. Ти благодарам. Ти благодарам многу што беше мој гостин. Ти благодарам што ја прифати поканата да ја видиш оваа гаража и да си помуабетиме малку. И ти благодарам што сакаше да направиш нешто, некако да им повлијаеш на младите и да ги инспирираш, бидејќи јас сум веќе инспирирана, а се надам дека и вие сте инспирирани да направите нешто околу своите идеи. Фала ти, Нина, и се надам ќе се видим уште еднаш у гаражава. И јас. Или следниот пат ќе биде, не знам, хала. Не, сега у гаража, па следно на приземје. Да, може. Па после, не знам, мезанин, па. Да, скоро на поткровје, па може и ќе летаме со авиони. Дај Боже. Ви благодарам многу што не следевте и се гледаме во некоја следна епизода. Чао.